Општина Тетово по повод Меѓународниот ден на жената денес организираше манифестација Жените за себе си. Во рамки на пригодното одбележување, Општина Тетово денес потпиша меморандум за соработка со кој донираше $6.000 во фондот за поддршка на жени и млади предприемачи. Фондот беше основан од УСАИД во 2014 година за да обезбеди капитал за започнување и проширување на бизниси предводени од жени и млади, овозможувајќи им да ги зголемат производствените капацитети, да создадат нови работни места и да ја подобрат економијата во Полошкиот регион. Малите и новите предпријатија често се соочуваат со бројни препреки при обезбедување на заеми и капитал. За жените предприемачи препреките се уште поголеми, рече амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Джес Бејли. Пристапот, односно наоѓањето на финансии од страна на жените кои што се занимаваат со бизнис е уште поголем предизвик и поради таа причина ние го формиравме овој фонд. Како што и напомена градоначалничката Арифи, жените во бизнисот имаат истата улога. Тие се занимаваат со бизнис, отвараат нови работни места и влијаат во подобрување на економијата на земјата. Но неодамнешна студија покажува дека жените се поподготвени нивните добивки да ги рефинансираат во образование, во општеството и во нивниот секојдневен живот. Иако фондот е воспоставен, основан од УСАИД, сепак тој е многу зависен од локалниот придонес на компаниите и на заедниците. Денес, во име на УСАИД, сакам да ја поздравам поддршката на Општина Тетово, но и да ги охрабрам останатите општини да го следат примерот на Општина Тетово. Општествата со поголема родова еднаквост доживуваат побрз економски развој. И јавниот и приватниот сектор се стекнуваат со придобивки кога жените можат целосно да учествуваат во економијата, рече градоначалничката Теута Арифи. Во таа насока, потпишувањето на денешниот меморандум за разбирање меѓу Општина Тетово, проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси и Асоциацијата за локален рурален развој, ние се обврзуваме да го поддржуваме фондот на жени во бизнисот, со надеж дека овој фонд ќе придонесе во зајакнувањето на финансиската независност на жената. Нејзиниот придонес во развивањето на локалната економија и отворањето на новите работни места. Иницијативата Жени во бизнисот се покажа како доста успешен модел за поддршка на мали бизниси кои се водени од жени од рурални средини, кои имаат потенцијал понатаму да развијат, а со тоа да се придонесе кон јакнење на економската независност на жената. Нашето искуство, значи во процесот на кампањата, поддршката, широката поддршка што ја имавме од страна на жените, како гласачи, како жени кои веруваат дека ние ќе направиме нешто за нив, повеќе, значи дефинитивно нас не обврзува сега да бидеме што повеќе инклузивни и да го користиме тој голем потенцијал кој е многу значаен и апсолутно потенцијал кој дава голем придонес во развојот на нашето општество. Во изминатата година, проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси им помогна на голем број жени предприемачи со доделување на грантови, при што се создадоа 76 нови работни места. Беше речено на денешното потпишување на меморандумот за соработка меѓу Општина Тетово, УСАИД и Асоцијацијата за локален рурален развој. Манифестацијата по повод Меѓународниот ден на жената продолжи со парада на културно-уметнички друштва низ булеварите Илинденска и Илирија во Тетово, а централната манифестација се случуваше на градскиот плоштад, каде настапија културно-уметнички друштва од Тетово и музички бендови, а имаше и штандови на традиционална храна и носии. Belo
Во салата на Факултетот за драмска уметност имаше јавна презентација на ликовни уметнички на тема Жените за себе си. Во рамки на денешното одбележување на празникот на жената 8 март беше организирано и советување за здравјето на жената, презентација на проектот за подршка на претприемништвото и проектот за отворената SOS линија за правна заштита на жените жртви на семејно насилство. Свои штандови и презентации во рамки на денешната манифестација имаа професионалните средни училишта и движењето Мајка и дете.